Ве молам, немојте да измислувате и шпекулирате. Редовно патував со моите патни исправи, за ова е известено и моето лично полициско обезбедување. Веднаш штом ги завршам обврските, ќе се вратам дома при моето семејство. Ова е последната порака на Артан Груби на Facebook, напишана на 15 декември минатата година. Од тогаш поминаа 3 месеци, а од него ни трага ни глас. Изгледа му се одолжија обврските штом толку време не е прибран дома. Официјално никој не знае каде е, а уствари сите знаат каде е. Во албанските кругови се говори дека Груби слободно си се шета од Албанија на Косово, а кога сака да се одмори си доаѓа во Химаре. Море си е море. Знае Артан што е живот. Уште додека беше на функција и жареше и палеше, беше научен на луксузен живот. Патувања, приеми, фудбалче и кошарка во кабинетот. Тоа беше живот. А кутриот тој од многу работа не стигна да си купи ни автомобил, туку мораше да го вози од другарот. И тој му го запалија. Уште и самиот си се назначи за прв вице-премиер, а раководеше со Министерството за ништо. Тоа е за вработување на членови на ДУИ. Него јас закопак. Без пак. Ви прави некој притисок за да дојдете тука? Не, никој. Дојдете. Тебе ти прави некој притисок да дојдеш тука? Мислам, абсурдно е ова, стварно. Бајката му е расипа најпрво американската црна листа каде беше ставен за корупција. Каков шок за проамериканскиот Груби. Потоа следеше кривичната пријава за тоа што председавал со владината седница кога владата ја задолжила државната лотарија да набави терминали за електронски игри на среќа. Груби знаел дека лотарија нема право самостојно да приредува вакви игри на среќа, но курчот тогаш му беше на максимум и мислеше дека може се, а згора на тоа во владата ги имаше поданиците од СДСМ. Кога свати дека веќе ја нема поддршката од Калето, Груби како господин човек си замина на Косово преку легален граничен премир. Ете, баш тој ден се потрошиле батериите од камерите на граничниот премин Блаце, па не можевме да видиме кој му ја крена портата кон рајот, тоест кон Косово. Груби ќе се крие се додека некој од погоре не им нареди на Еди Рама и на Албин Курти да го испорачат. Тогаш се знае, најпрво шутка, а потоа судење кај судии кои беа назначени токму на барање на ДУИ, да не си им во кожа. Груби, јави се понекогаш да знаеме дека си добро или пиши порака на Вибер. Уствари не можеш, Виберот си го исклучил. Еве може на Телеграм или уште подобро на Скај. Знаеме кој комуницира преку таа апликација. Но не е само Артан Бегалец. По негови стапки тргна и Перпарин Бајрами, директорот на државна лотарија. Тој Перпарин Бајрами од лотарија си направи приватна фирма на ДУИ. Перпарин има една кривична пријава со Груби за автоматите со кои пронавериле 8 милиони евра. Но не е само тоа. Перпарин потпишал и закуп за деловен објект во Визбегово, со цени како Визбегово да е во Дубај. Закупот коштал 400.000 евра. Ситна пара која завршила кај лица блиски до ДУИ кои го поседуваат објектот. Иако за Груби се насетува каде е, за Перпарин никој не знае каде е. Можеби и стварно е во Дубај, кое стана ново прибежиште за сите сомнителни ликови од Македонија. И во таква ситуација, кога двајца од најважните членови им се во бегство и со меѓународна потерница, и ДУИ размислува за бегство. Но не за бегство од Македонија, туку од избори. Али Ахмети веќе најави дека ќе се кршат гласачки кути за да се спречат локалните избори. Во мала речица заборавиле како е да учествуваш на избори, а да си во опозиција. За ДУИ е нормално да си на власт, само тогаш правата на албанците се задоволени и цвета демократијата. Нема врска. ДУИ знае дека на овие избори може да се случи да не освои ниту еден градоначалник. Добро, може само во зајас, но тоа не се ни рачуна, бидејќи тоа е нивен вилает, во кој никој не смее да влезе, а камоли да гласа против ДУИ. Оние одвреди, не дека се нешто поарни од нив, туку кратко се на власт за да го достигнат нивото на Артан и Перпарин и да вртат милиони. Затоа ДУИ уште сега ги спремаат шаторите пред Уставниот суд, кој следната недела треба да донесе одлука за законот за јазици. Ете уште еден повод ДУИ да избега од избори. Мајка Бежанија никад не е плакала, зарем не?